Националниот ромски центар по годишното изборно собрание информира дека успешно ја завршија 2022 година. Биле покриени повеќе активности поврзани со здравствената заштита, правото на остварување на пристап до правда, поддршка на младите роми. За пофалба е велат што имаме млад кадар лекари. Бројката, појаснуваат, се искачи над 10 дипломирани лекари, но за жал 5 од нив си заминаа во странство, поради неможноста да обезбедат вработување во својата држава. Но велат кризата си го направи своето и поддршката од донаторите е намалена. Со сите донатори со кои што работувавме, можеме да оцениме дека Националниот ромски центар дојде до ситуација во 2022 година каде забележивме дека сите напредоци кои беа на полето на развојот на ромското прашање, инклузијата и заедничките напори да се даде еден позитивен контекст за приближување на Македонија кон европските интеграции, всушност беа намалени, со намален интензитет, значи немаше наше учество. Добивме еден вид на празнина, би сакал да кажам, не би сакал премногу да навлегувам, а од друга страна она што е за окажување дека пораката е дека донаторите треба да сватат дека крајните корисници, како и медиумите што се, новинарите, главната алка и камерманите, сликата која се ствара за една информација, земам и за НРЦ, се ствара од луѓето кои тоа го имплементираат во практика, а не од луѓето кои преку прва рака, втора рака, четврта рака и на крај стигнуваат до нас, можам да кажам, на македонски трошки. Но денеска имаме ние нели сопатна економска енергетска криза, имаме криза од војна, но меѓутоа се надевам сепак пораката од овој годишно собрание дека треба да се врати до вербата на вредноста на човечноста кај секој граѓанин без оглед на вера, пол, етничка припадност. Од НРЦ истакнаа дека успеале наставници од градот да ги вклучат во проект со Барселона насловен Нуркање во диалог. Националниот ромски центар се надева дека ќе даде една поддршка сеопфатна на помладите генерации да ги преземат своите позиции кои треба да ги добијат и за да можат ромското прашање да биде повторно актуелно, ама не велам ромско, биќе поголемиот дел на ромската заедница и се изјаснуваат и кажуваат: ние сме Македонија, ние сме со македонско државјанство. Што значи дека тие не сакаат и никогаш не се причинители на одредени конфликти и не посакуваат да има војна или нешто слично. Така да пораката за мир, благосостојба и љубов е една од најважните на оваа годишно собрание и се надевам дека колегите кои се тука, ние ќе почнеме и во соработка со мировниот корпус на комуникација, на размена на информации и нивно доедуцирање, како и со Универзитетот од Барселона, каде наставниците од основно средно образование од неколку школи во Куманово учествуваат на тие тренинзи и успешно добиваат сертификати од една висока институција, а од друга страна сакам да укажам дека НРЦ за оваа година доби едно препознавање и вреднување од Министерството за политички систем и различноста е во убавината или убавината е во различноста. И таа активност која ќе се движи во текот на овие неколку месеци, ќе оди кон насоката на развивање на тоа дали ние можеме, имаме смелост, храброст да си го направиме нашето место подобро за живење, од една страна, од друга страна нашите пораки, апели да стигнат до релевантните фактори, а меѓународните институции да бидат малку поинтензивни, повидливи и нивниот мониторинг да биде видлив на терен и поддршките што се прават од страна на меѓународните фактори да бидат во интерес и во корист на граѓанинот. Од НРЦ појаснуваа дека ќе продолжат да се залагаат за решавање на ромските прашања, но и за сите останати граѓани.